Продолжение ќе може да погледнеме уште едно интервју кое што е поврзано со неколку кои ги имавме во некои од нашите минати изданија, а се од циклусот филмови Солидарно со бегалците. Овој пат ќе биде интервју со Димитар Банов, а исто интервјуто е по повод прикажувањето на филмот Другата страна на надежта, четврти од 6 филма од филмскиот циклус Солидарно со бегалците, кој што се одвива на телевизија Телма во организација со УНХЦР, Македонското Здружение за млади правници и Миграцијскиот повеќе партнерски доверителен фонд. Солидарно со бегалците има за цел да ги доближи бегалските приказни преку циклусот филмови кои што ексклузивно се емитуваат на Телма телевизија. Во продолжение огледаме интервјуто со Димитар Банов, кое што го подготви колешката Нина. Верувам дека го проследите филмот Другата страна на надежта. Кои се клучните аспекти кои ги загатнува во овој филм? Па, ја третира темата бегалци пред се, меѓутоа она што е над бегалската криза кај Каурис Маки е пријателството и хуманост. Тоа го препознав јас во филмот, иако, нели, на вратата на Финска затропува еден сириец кој ја има загубено сестра си, нема работа, нема пари и оди да бара азил во полиција и полицијата го одложува. Тоа минува ни секакви бирократски премрежи, а се додека не најден на еден исто така маргиналец би се рекло од финското општество, селзмен кој му пропаѓа бракот, како беше Истовремено започнува да сосема нов живот, да. Коцкар кој освојува голема сума на пари и купува ресторан и во тој момент доаѓа сириецот, а тој го има ресторанот и му треба вработен. И тој однос, дури би се рекло и опортунизмот е над политиката. Потребата од луѓето едни со други, без разлика на боја на кожа, вера и националност, е тоа што го зборува Каурис Маки. Дека сите сме индивидуалци и дека се раѓа едно невидено пријателство, на крај финецот дури му помага со документи, со сите тие потребни работи и ќе ја најдете сестра му, иако и ќе добие и ќотек заради тоа, меѓутоа пријателството, човештвото, тоа е, хуманизмот е над. Бидејќи ги споменавте и документите, во овој филм се загатнува и прашањето за идентитетот и сигурноста. Кога станува збор за документите, велам. Да. Да, точно. И самиот Каурис Маки е антиестаблишер, би рекол, е против реакциите на собствената финска влада во однос на третманот на бегалците. Тие ќе го примат и таму ќе, нели, во таа канцеларија ќе се случуваат небулози, ќе му мерат висина, ќе му поставуваат глупави прашања, нешто што не е ниту во текот со времето, ниту пак соодветствува со она човечкото кога бегалец ќе ти дојде дома, како првично да изреагираш. И покрај тоа што главниот лик го раскажува сето она што го минал, сепак на крајот тој не успева да ја добие дозволата за азил во Финска. Тоа е таа критика. Токму на режисерот против својата земја и затоа го ценам Каурис Маки. И впрочем и тоа е идејата да се биде уметник пред се, да бидеш критика на општеството, на собствените аномалии дома. Затоа и е таа сцената со, нели, разговаравме пред муабетот, со неонацистите кога ќе го истепаат Калид од Сирија. Тој ги критикува тие своји домашни хулигани и како е уствари наметното тоа некое мислење од ЕУ некогаш и од медиумите дека сиријците крадат автомобили или крадат четки за боење или не знам, преносуваат вируси. Тоа се тие предрасуди против кои авторот се бори. Во филмот Другата страна на надежта е подеднакво важна и улогата на музиката, поточно креативната драматургија на музиката и стиховите кои што се прогледуваат низ филмот. Да, јас како што разбрав гледав едно интервју после филмот, тој му е личен пријател на Аки Каурис Маки, музичарот. И
тука не знам што паметно би кажал, единствено Грейвс ми доаѓа на памет, кој вели нема пари во музиката, ама по ниво музиката нема пари. Значи, нема, there is no poetry in money, but there is no money in poetry either. Дека тоа се луѓе кои едноставно материјалното не им важи толку, повеќе гледаат да некако да си ја задоволат светот на поинаков начин, со некакво изразување уметничко. Што нешто најмногу загрижува кога станува збор во соочувањето на едно општество со бегалските кризи? Низ историјата до денес. Па нели, спомнавме и преска. Ние сме ги примиле бегалците тука 60-70 години претходно како пријатели, а денеска ги третираме како непријатели. Тоа е наша признавање на наша слабост, бидејќи не знаеме како да се снајдеме со нив. Немаме некоја стратегија, ниту национална, ниту глобална. Иако самиот глобализам така под претпоставка е сите заедно без разлика на ништо. И тоа се пресликува и кај нас најдобро. Иако повеќето од нив ја заобиколуваат Македонија, тие што доаѓаат тука не знаеме што ги очекува, односно тие не знаат што да очекуваат. Можеби некој ќе ги пријави во полиција, можеби ќе ги насочи во бегалски камп, ќе ги спроведе, можеби ќе им земе пари да ги пренесе до Србија, можеби ќе му наштети. Немаме стандардна политика за третманот на бегалците. Тоа не само ние, цела Европа. Дури и главниот лик Калид на едно место вели дека не е никаков проблем да ги преминете границите, затоа што многумина и не сакаат да погледнат кон бегалците. Тој нели кажува во еден момент од филмот, дека кога ќе се среди секој ќе му ги извада документи, каже: "Фала многу што ме примивте, ама ја ствари ич не сакам да живеам кај вас." И тоа е така. Тие не треба ние да мислиме дека тука доаѓаат да се изгребат или да украдат или да ни го земат нашето. Тие се луѓе со вистински проблеми, во нивната земја има војна и тие сакаат тука да работат. И тоа е пристапот. Да, интересна е сцената во која што Калид раскажува за како го загубил целото свое и потесно и пошироко семејство, кога бил сосема разрушен неговиот дом во Алепо. Меѓутоа, истиот систем од кој што тој баразел, вели дека сега е доволно безбедно да се врати во својот дом. Да. Добро, филмов пред 4 години беше, ама до ден денеска е актуелен и уште подобро за Каурисмаки и тимот негов. Да, на крај финската влада ќе му рече: "Нема ти што да добиеш тука државјанство, безбедно е во Сирија, можеш слободно да се вратиш, ние ќе те испратиме и карта нели ќе му купуваат да дојде дома." Што е контрадикторно со сето што збориме. И тоа покажува немокта на финската влада да се соочи со еден индивидуалец, со Калид само. А он има 20.000 бегалци во кои кам пропагандата вели дека крадат брисачи од автомобили, шират вируси и такви некои. И кога станува збор за моќта на уметноста. Колкава е моќта во дадениот случај на филмската уметност да ги промени овие состојби? За жал, Нина, моќта на уметникот е никаква. Зошто? Не допира тоа до политичарите и до одговорните луѓе. Бидејќи филмот пред се е забава. Филмот се прави за публика, филмот се прави во ред и да пренесе порака, меѓутоа и човек да се релаксира, да се почувствува добро, да стравува, да се надева, да побуди некои емоции. Филмската порака допира во филмскиот свет и допира во нас кои сме филмофили, се бавиме со таа работа, меѓутоа за жал не допира до политичарите. Јас барем не сум слушнал некој филм да промени политичка одлука. Што нешто најмногу ве фасцинираше во овој филм од кинематографски аспект? Минимализмот на Каурисмаки, минималноста на диалогот, едноставноста на сцените, неговите главни ликови не се некои суперхерои, јунаци, туку се обични луѓе, маргиналци, како повеќето од нас, луѓе со проблеми кои ним им се поголеми од самиот живот. И тоа он го кажува на некој специфичен, не знам, нордиски начин, со некоја иронија, со некој сарказам, меѓутоа со голем хуманистички аспект.
и тоа ми се допаѓа највеќе кај него и тоа го има во јас сум го гледал 2-3 филма, го има и во Човекот без минато и во Другата страна на надежта и тој дрифтинг првиот со дечкото и девојката телевизор кој ќе купуваат, не ми текнува точно на насловот. Супер е, Аки Каурисмаки е легенда на европската кинематографија, тука нема збор. Ви благодарам, Банов, за разговорот. Фала за поканата и се гледаме во друга прилика.